Представници на повеќе општини во источниот регион денес присуствуваа на јавна расправа за конкретизирање на проектите кои ќе допринесат за развој на туризмот во регионот. Предложени се повеќе проекти, но според експертите, голем број природни ресурси и локалитети не се. Тука пред се зборуваме за Осоговските планини како планинска целина, Плачковица исто така, Малешевски планини, понатаму Кочанско поле со својот уникатен пейзаж и со Кочанскиот орис, понатаму Калиманско езеро, кое што може да биде исто така еден добар центар на развој на туризмот во понатамошниот период. Бројните археолошки локалитети кои се групирани на одредени места поизразено, како што е Баргала, како што се понатаму бројните манастири, некои од нив се навистина уникатни, како Лесновскиот манастир, понатаму манастирот во Беро и така натаму. Се расправаше и за одредување на мерките кои може да се преземат за развој на туризмот, пред се за промоцијата на културните вредности. Еден од главните проблеми со кои се соочува регионот е фактички неоформена и нејасна туристичка понуда, што треба да се форсира како главен туристички производ овдека, какви туристички тури треба да постојат, понатаму сместувањето, несоодветен и недоволен број на сместувачки капацитети, слаба промоција на тие можности за сместување. Од повеќето предложени проекти ќе се изберат 3 кои ќе бидат доставени пред членовите на Советот на Источниот плански регион, кои ќе одржат седница на 30 октомври во општина Чешиново Облешево. Да понудиме на градоначалници предлог приоритети, тие да ги потврдат со одлука, за да може во наредниот период да почнат активностите со Фармахем и Швајцарската агенција за развој и соработка. Акцијскиот план е многу амбициозен, дури јас се плашам и дали може тоа во овој временски период што е планиран со стратегијата да се реализира. Меѓутоа се надевам дека поголемиот дел ќе бидат реализирани, а овие 3 приоритета што ги спомнав, буџетот изнесува некаде околу 180.000 швајцарски франци. Доколку бидат одобрени од страна на градоначалниците на 11 општини во регионот, спомнатите средства ќе ги обезбеди Швајцарската агенција за развој.